Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Пациентка од Тетово на возраст од 68 години почина на пат кон инфективната клиника во Скопје. Интензивно се работи на асфалтирање на патот Тетово-Бродец. Музичкото училиште и Универзитетот во Тетово ги повикуваат заинтересираните лица да се информираат за уписите. Во изминатите 24 часа потврдени се 20 нови случаи на COVID-19. И тоа во Скопје 10, Прилеп 5, Тетово 4 и Велес 1. Пациентка од Тетово на возраст од 68 години почина на пат кон инфективната клиника во Скопје, упатена од клиничката болница во Тетово. Во медицинските установи во Скопје починале и 59 годишна пациентка од Прилеп и пациент од Велес на 76 години. Тетово е епидемиолошки несигурен град, велат епидемиолозите. Во изминатиот период бројот на заболени се зголемува, со што бројката на ковид диагностицирани пациенти достигна 122. Во изминатото деноноќие во овој регион се регистрирани 4 нови случаи, од кои 3 лица од општина Тетово и едно од општина Боговиње кое починало. Лицата се заразуваат при контактите со заболените, што покажува дека постои непочитување на мерките за заштита и организирање собири, велат медицинските работници. На ниво на општина Тетово имаме 122 потврдени случаи на COVID-19. Од нив 49 се излекувани и 10 смртни случаи. На ниво на општини, значи општина Тетово 53 заболени лица, општина Боговиње 40, општина Брвеница 11, општина Теарце 6, општина Желина 7 и општина Јегуновце 4 лица. И едно лице кое што е од Радовиш е префрлено во државен карантин на Попова шапка и тоа е префрлено во Радовиш. Значи, Тетово е епидемиолошки несигурен град за живење, затоа што во градов не се почитуваат мерките на на социјална дистанца и самоизолација. Народот се групира, значи не се носи заштитна опрема, се организираат јавни собири, погреби, така настанува ширење на инфекцијата. Сликата во центарот на Тетово е дека мерките за заштита генерално се почитуваат. Граѓаните потврдуваат дека има и такви кои не се придржуваат до препораките. Јас мислим дека повеќе од 50% ги почитуваат. Имат некој приватен собир, кај што е некој со COVID-19 и тоа го прави проширувањето на COVID-19. Инаку вака глобално земено се почитуваат. Инаку полицијата на подрачјето на СВР Тетово од денот на стапувањето во сила на мерката за задолжително носење заштитна маска писмено опоменила 282 лица за непочитување на истата. Во гостиварската болница годинава се родиле 20 помалку бебиња, споредено со лани истиот период. Опаѓањето на наталитетот не се поврзува со пандемијата на COVID-19, туку со исселувањето и се почестите одлуки на младите родители да имаат по едно дете. Во Гостивар годинава се родиле помалку бебиња во споредба со лани истиот период, но опаѓањето на наталитетот не се поврзува со пандемијата на COVID-19, туку со тренд кој владее последната декада. Младите се иселуваат во странство, а тие што остануваат потешко се решаваат да имаат повеќе деца. Гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница функционира со нормално темпо и досега немало трудница со симптоми на корона. Значи, ланската година до денешна дата, од почетокот од јануари 2019 до денешна дата сме имали 218 раѓања, а сега за 2020 година имаме 198 раѓања, што значи имаме за 20 раѓања помалку. Дали тоа е поврзано со пандемијата, светската пандемија на COVID-19, не би рекол дека е поврзана, зашто во нашето одделение процесот на раѓањата не е допрено. Не е поврзано со пандемијата. Значи, тие трудници, како и да е, треба да завршуваат. Исто така, немаме забележено пациентки кои да се жалат на
симптоми од COVID-19 и горе-долу работата си течело најнормално во нашето одделение. Она што загрижува е зголемениот број на спонтани абортуси. Во евиденцијата на гостиварската болница од почетокот на годинава ги имало 30-тина. Гинеколозите велат дека е тешко да се определат точните причини за тоа, но сметаат дека бремените жени мора да обрнат поголемо внимание на текот на бременоста и да ги вршат редовните контроли. Би требало да се прати добар апел до сите тие трудници кои поради ситуацијата, значи или не ги вршиле редовно контролите, или по некоја друга причина, значи не ги посетувале нивните матични гинеколози, а со тоа, значи помогнале да се зголеми бројот на спонтанните абортуси. Секако ние како гинеколошко-акушерско одделение сме во пресред на сите тие пациенти кои барат помош или пак барат консултации или пак имат потреба од нас. Минатата година во одделението за водење на матична евиденција во Гостивар биле запишани 1103 бебиња. Од нив над 450 се родиле во странство од наши граѓани, кои што потоа ги пријавиле во овдешната матична служба. Останатите бебиња биле родени во Гостиварската болница или во болниците во Скопје и Тетово. Деновиве се асфалтира речиси 1000 метри пат од Тетово кон селото Бродец. Во тек е третата фаза од асфалтирањето, а од општината велат дека во последните неколку дена започнале градежните работи во местноста Бањиче. Се реализира и третата фаза од асфалтирањето на патот Тетово-Бродец во должина од речиси 1000 метри. Од општина Тетово информираат дека активностите започнале од местноста Бањиче, а деновиве интензивно се работи на завршување на работите. Ова е проект на општина Тетово кој што набави средства од грантот од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој на Република Македонија во износ од 19.960.000 денари. Покрај асфалтирањето ќе биде поставено јавно осветлување кое ќе заокружи деповната инвестиција во местноста Бањиче, како пат кој што го поврзува градот со високопланинските села, меѓутоа и како едно од најатрактивните туристички рекреативни места кои што деновиве се многу често посетени од граѓаните на Тетово. Од општината додаваат дека деновиве започнали градежните работи на проектот Пикник место Бањиче, со кој се предвидува регулирање на речното корито, базени за искористување на термоминералните ресурси и инсталација на урбана опрема. Овој проект е во вредност од 14.980.600 денари и е финансиран од грантови, за кои општина Тетово се пријави во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, велат од општината. Државното музичко училиште во Тетово ќе врши пријавувања и уписи онлайн преку својата веб страница. Од училиштето велат дека очекуваат интерес од страна на учениците, а информираа и дека се подготвени за изведување на наставата од септември во согласност со мерките на надлежните здравствени институции. Согласно препораките на Министерството за здравство, годинава уписите за новите ученици во училиштата беа одложени. Не е исклучок и Државното музичко училиште во Тетово, кој со пријавување на ученици ќе започне на 15 мај. Деталите за уписите ни ги соопшти директорот на училиштето, Новица Соколовски. Учениците кои што сакат да се запишат во основното образование, значи прво 6, прво 9 и прво 3, пријавувањето на прием на документите ќе почне од 15 мај и би траело некаде до 15 јуни, значи еден месец, исклучиво онлайн. Значи на нашиот вебсайт на училиштето има истакнато вебсајтот на кој они би се пријавиле, а согласно понатака како ќе бидат препораките, така и ние ќе ги известуваме од нашата служба педагошка како ќе тече текот на аудицијата за прием. За средното образование, значи препораките се има 3 уписни рока, тоа се сите во 6 месец. Првото пријавување е 17 и 18 6, второто пријавување е 24 25 6 и третото пријавување на 29 6 2020 година.
Во училиштето има паралелки на македонски и на албански наставен јазик. Имаме ние, значи, паралелка, имаме една македонска паралелка, една албанска паралелка Тетово и една македонска паралелка и една албанска паралелка во Струга. Вкупно, значи, во македонската паралелка се запишуваат 34 ученици и во албанската 34 ученици, заедно Тетово и Струга. Значи 17 со 17, Тетово 17 со 17 Струга. Од училиштето очекуваат ист интерес како и минатите години. Велат дека се подготвени за изведување на наставата, осогласно со мерките и препораките на Министерството, врз основа на тоа како ќе се одвива ситуацијата со коронавирусот. Роковите за запишување на Универзитетот во Тетово ќе бидат во законски предвидениот рок во месец август. Од Универзитетот ги поканија заинтересираните студенти да се запишат на некој од понудените факултети. На Универзитетот во Тетово се повикуваат студентите, се отворените денови, се повикуваат студентите да доаѓаат да студират на нашиот универзитет и тоа на 13 различни факултети со многу програмски студии. Нашиот универзитет сега е еден модерен универзитет и нуди многу модерни студии на разни факултети. Јас би ги спомнал правниот факултет, кој ова година студира со една нова. Ние сме во процесот на акредитирање на нови програмски студии и тоа е на правни студии по право, кои ќе возможуваат на студентите да имат 240 кредити. Студии по криминалистика, кои исто така ќе имат 240 кредити и тоа ќе добива со звање дипломиран правник и дипломиран криминалист. Исто така имаме студии по политички науки, по новинарство, како што спомна и другите декани. Ние во нашиот универзитет имаме медицински факултет, педагошки, информатички, значи многу, да не ги спомнувам сите. Сите нудат многу модерни програмски студии и ги повикуваме сите студенти да доаѓаат да студират кај нас. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски на денешната пресконференција истакна дека се уште има угостителски објекти кои работат, иако не е донесена нова одлука на владата. Од инспекторатот апелираат мерките да се почитуваат, бидејќи до олабавување на мерките мора да дојде постепено. Морам да напоменам дека многу објекти се осмелија да дури и во полициски час отвараат и се собираат луѓе. Се што го правиме за здравјето на луѓето. И синоќа и прексиноќа имаме затварано објекти и во Тетово, и во Врапчиште, и во Гостивар. Упатувам апел, барем во полициските часови, да не доаѓа и во ноќните часови инспекторите кои што се по цели денови на работа, да бидат повикувани од полицијата за да затвараме такви објекти, бидејќи пред се сите оние кои што одат во таквите објекти прават еден вид загрозување и на нивните семејства. Сето она што беше од почетокот секој ден поригорозни и поригорозни мерки. Упатуваме апел како Државен пазарен инспекторат, свесни сме на трпението на граѓаните. Постепено сите оние работи кои што ригорозно беа забранувани, постепено ќе дојде до олабавување на мерките. Меѓутоа, не можеме како Државен пазарен инспекторат ниту да даваме совети кога да се отварат некои објекти, ниту пак да постапуваме спротивно на одлуките, бидејќи и ние како институција сме подложни на последици кои што можеме да ги сносиме како инспекторат. Затоа апелот е, се додека нешто не излезе во одлука, објавена во службен весник, ние ќе постапуваме по старите одлуки кои што важат и во овој момент. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во изминатите 24 часа, според статистиките на секторот за внатрешни работи Тетово, евидентирано е дека едно лице во Тетово не ја почитувало одлуката за ограничено движење, кое било лишено од слобода и против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Полициските службеници исто така евидентирале дека во овој период 9 нови лица се во изолација со решение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.
а контролирале вкупно 144 лица, од кои 143 во Тетово, додека решенија за самоизолација подпишале 2 нови лица. Извршена е контрола над 35 лица кои се во самоизолација, 34 во Тетово и 1 во Гостивар. Исто така, откако е донесена одлуката за задолжително користење заштитни маски, вкупно 282 лица се писмено предупредени поради непочитување на наредбата. Од СВР Тетово информираат и за сообраќајна незгода вчера на локалниот пат село Жеровјане, село Боговиње, која се случила помеѓу трактор управуван од 57 годишник од Боговиње и мотоцикл управуван од 32 годишник од истото село. Во незгодата мотоциклистот и сопатничката се здобиле со тешки телесни повреди, пошто биле пренесени во клиничката болница за укажување лекарска помош. Извршен бил увид на местото на настанот од увидна екипа на СВР Тетово. Вчера во полициската станица Гостивар 60 годишен гостиварец пријавил дека дента на улица Никола Парапунов во градот бил каснат од куче бездомник за десната рака. Собравме податоци од 60 студенти кои се пријавија, 60 до 70 студенти кои се пријавија дека немаат уреди за следење на наставата и започнавме процес кај што бараме од различни инстанции, од приватен сектор, од институциите да обезбедат уреди за овие студенти. За жал, се уште не сме обезбедили уреди за студентите кои ги немаат и би сакал да апелирам дали приватен сектор, дали институциите да се вклучат, да помогнат и на овие студенти за кои имаме собрано податоци да им дадат уреди на користење. Се разбира тие уреди подоцна кога ќе заврши семестарот, студентите би ги вратиле назад од каде што ги добили. Најмали проблеми имаше кај предметите кај кои што предавањата, односно пред се вежбите, се држат на компјутер. Поголем проблем беше да се транзиција да се направи кај предметите кои што вклучуваат решавање на задачи на табла. И таму колегите беа креативни и најдоа неколку решенија, како на пример употреба на електронско пенкало со таблет или снимање на лист хартија на кој што ги решаваат задачите, а потоа го скенираат листот и го споделуваат со студентите во електронска форма. Некои дури се решија и да ги решаваат повторно задачите на табла, и тоа да се снимаат и тоа да го споделат со студентите. Единствен проблем кој што не беше решен до крај е со вежбите кои вклучуваат употреба на хардвер. А такви предмети имаме многу на ФЕИТ. Некои можни решенија кои што ги најдовме за овие предмети беше снимање на демонстрациони видеа од страна на професорите и асистентите. Сепак, кога ќе се создадат услови за тоа, дел од вежбите ќе треба и студентите да ги направат реално на хардвер, кој ќе може да дојде тука на ФЕИТ. Добро е бидејќи прво самата репродукција на материјалите, значи доколку нешто се пропушти на часот, дали на табла напишано, дали кажано, не може тоа истото повторно да се повтори, да има консултации, има некои такви моменти каде што професорите се желни да помогнат, но многу е по-голем распонот, да речем, информацијата кога е онлайн, кога може повеќе пати да се повторува истата, многу поголем број на студенти се опфатени од тоа конкретно предавање. Така што репродукцијата е многу, да речем, една од најголемите предности, но исто така самиот живот на младите и самите активности кои што ги правиме секој ден е многу блиску врзан со интернет, со смартфони, со онлайн живот, да речем, во еден таков екосистем. И мислам дека е многу полесно дел од тој екосистем да биде адаптиран за образование и може многу повеќе студенти да
се посветат кон образовниот процес. Почитувани, овде е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!